Ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Свеченост по повод 110 годишнината од загинувањето на председателот на Крушевската република Никола Карев се одржа викендов кај местноста Свиланово. На спомен обележието беше одржан историски час за Карев и се рецитираше поезија во негова чест. Општините Кочани, Чешиново, Облешево и Пробиштип беа заеднички носители на одбележувањето на 110 годишнината од смртта на председателот на Крушевската република Никола Карев. Градоначалниците на трите општини, нивни колеги од Македонска Каменица и Крушево, како и потомци на Карев, ученици и граѓани, најпрвин го посетија спомен обележието во близина на селото Тракање, каде положија свежо цвеќе. Потоа се одржа голем народен собир на местноста Свиланово кај селото Рајчани, каде во 1905 година херојски загинал Карев. На свеченоста по повод јубилеот за животот и делото на македонскиот револуционер и учител говореше крушевчанецот Кочо Тупузовски. Меѓу бројните македонци кои ги положиле своите животи, обележувајќи ги монументалните почетоци за остварувањето на многовековниот сон на безброј македонски генерации, создавање на своја самостојна држава, Никола Карев зазел едно од највисоките места на пиедесталот на националното паметење. Тој е корифеот на Крушевското единденско востание и осмислувачот и реализаторот на првата македонска народна востаничка власт. На собирот кај Свиланово присуствуваа и блиски роднини на Карев, кои рекоа дека се горди на неговото херојско дело. Некои од нив за прв пат дојдоа да го видат местото каде што Крушевскиот војвода го положил животот за татковината. Ми се оствари желбата да дојдеме тука кај што е загинат председател на Крушевската република Никола Карев и тоа се благодаруваме. Да. Но во 73 години прв пат идам, одушевен сум од овој народ, од ова чисто македонски народ, што ќе остане за век, за памтење, да бидеме среќни и здрави. Во чест на Карев, секцијата географски видик од основното училиште Никола Карев од Кочани и членови на планинарското спортско друштво Осогово пешија минаа релацијата од Кочани до Свиланово и назад. Во соработка со планинарското спортско друштво Осогово имавме една интересна планинарска тура, која што во светот на планинарењето не е некој голем предизвик, меѓутоа предизвик е местото каде што треба да се стигне конечната цел, а тоа е баш ова место во близина на селото Рајчани, каде што нашиот патрон, како што рековме, загинал пред 110 години. Градоначалниците на Кочани, Пробиштип и Чешиново, Облешево најавија дека заедно подготвуваат проект за изградба на спомен парк во чест на Никола Карев. Наша идеја е да дадеме едно поголемо значење на еден од најголемите борци за независна Македонија, односно да во периодот што следува направиме едно спомен обележје како што доликува за првиот председател на Крушевската република, кој што има загинато предаден во овие простори во местноста викана Свиланово, која што е на тромењето помеѓу општините Пробиштип, Чешиново, Облешево и Кочани. Идејата, рече Тоневски, е во иднина местото каде што загинал Карев заедно со спомен обележието да прерасне во излетничко и туристичко место. Во рамки на одбележувањето на јубилеот, собирот продолжи во манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон, каде за гостите беше организиран празничен ручек. Кон одбележувањето на 110 годишнината од смртта на Никола Карев се придружи и основното училиште што го носи неговото име. По тој повод се одржа свечена програма во која учествуваа учениците и нивните гости од збртименото училиште од Цетиња. Патрониот празник и 58 годишнината од постоењето ја одбележа основното училиште Никола Карев од Кочани. Тоа беше повод во петокот да се одржи пригодна свеченост во Центарот за култура, на која со своја програма настапија ученици од училиштето. На присутните им се обрати директорот Владо Андов, кој направи краток осврт за постигнатите успеси и мисијата на образовната установа. Ова година ја обележуваме 58 годишнината од постоењето на училиштето, низ кое поминаа генерации и генерации ученици и овде ги стекнаа првите знаења и сознанија за светот. И 110 години по смртта на Никола Карев. Нашата мисла со која одиме е љубовта, нашето средство преку кое осознаваме учењето, а нашата цел кон која се стремиме е успехот. Токму тој успех огледаме веќе 58 години.
низ ангажирана работа на наставно-воспитен кадар и учениците. Во нашето училиште секојдневно се случуваат позитивни промени во наставно-воспитниот процес. На свеченоста по повод патрониот празник присуствуваа и гостите од збратименото училиште Ловкенски партизански одред од Црногорскиот град Цетиње. Нивни ученици беа вклучени во програмата, во која заедно со своите домаќини од Кочани тие изведоа повеќе музичко-сценски точки. Институциите презеле известни мерки за спречување на лицето од Кочани кое подолг период измачува и убива кучиња. Според законските одредби за таквото однесување предвидени се и построги казнени санкции. Малтретирањето и убивањето животни е кривично дело казниво со закон, за што сторителите треба соодветно да одговараат, велат стручни лица кои се запознати со правните постапки што се однесуваат на оваа материја. Повторното насилничко однесување кон кучиња што го прави лице од Кочани, кое им е добро познато на институциите, го актуализираше прашањето што се презема за да се спречи таквото однесување. Според одредбите на важечкиот кривичен закон во Македонија, можно е лицата кои се изживуваат врз животните да заработат и казна затвор. Предвидена е максимална казна до 1 година затвор, парична казна или максимална до 1 година затвор за оној сторител кој ќе биде докажано дека го сторил кривичното дело. Малтретирање, мачење, се оно што предизвикува некаква болка, некој страдање на самото животно. Знам дека доста луѓе се жалат од такви состојби, но очигледно ние се тежнееме кон Европа, но нашето незаконодавство, туку очигледно судство, се уште нема изградена некоја таква пракса да одлучи веќе таквите чинители на овие злосторнички дела кон животните да ги санкционираат нешто построго, од проста причина што редно е веќе еднаш да се стави крај на тоа. До сега во Македонија не е регистриран случај насилник кој малтретирал животни да биде казнет со построга казна, парична или затворска. Од Центарот за социјални работи во Кочани пак велат дека кај нив никој не поднел барање или реакција за лицето кое ги малтретира животните, а тие постапуваат само кога постои сомневање оти тоа е со нарушено психичко здравје. Ингеренциите на Центарот социјална работа на лица со проблеми здравствени или во психичката состојба е најпрво да го исконтактира семејството и поблиските членови на семејството, за да првично се упатат кај матичен лекар на лицето. Значи матичниот лекар ќе си направи проценка, ќе изврши увид во неговата здравствена состојба и по потреба го упатува кај лекар, невропсихијатар, каде што понатаму лекарот согласно неговата законска постапка, степенот на тежината на болеста ќе преземе соодветни мерки и активности, дали ќе биде лекување или друг вид на мерки, тоа понатака ќе го утврди невропсихијатарот. Сдруженијето за заштита на животните Втора шанса од Кочани веќе реагираше неколку пати против лицето кое ги измачува и убива кучињата во градот. Од јавното обвинителство потврдија дека против него има една правосилна пресуда за издржување казна затвор за друго кривично дело, која осудениот се уште не ја одлежал, иако е донесена пред околу 1 година. Исто така, во постапка против него се уште 3 предмети за извршени кривични дела, кои се поврзани со агресивното однесување и малтретирањето на животните. Македонскиот фолклор и општина Кочани представени во Република Турција. На гала концертот што се одржа во Дидим, фолклористите од фолклорниот ансамбл Кочани се представија со македонски ора и песни, а на прием кај Макамот, Искендер и Онден, представници од општина Кочани го презентираа градот со сите негови карактеристики и специфичности, а се разговараше за можност за понатамошна соработка во делот на културата, како и бизнисот. Македонскиот фолклор представен во Турција. Околу 30 фолклористи од фолклорниот ансамбл Кочани изминатата недела престојуваа во Дидим, Република Турција, и на покана на турскиот ансамбл Дахот учествуваа на фестивалот на детето, што секоја година се одржува во турската држава. Ефектите од ваквите средби и дружења, како и состаноци, се поголеми, доколку освен фолклорот, паралелно се презентира и општината со сите нејзини квалитети, токму онака како што овој пат направија представниците од општина Кочани, председателот на Советот Јордан Димитров и советникот за култура од секторот за јавни дејности Аника Илиевска Ѓоргиева.
На приемот кај Макамот Искендер Јонден, тие ја представија општината во најдобро светло, со сите нејзини карактеристики и специфичности. Оризот како најзначајна земјоделска култура, со многувековна традиција, високи приноси и одличен квалитет, потврден на Еурека 2000 во Брисел, со најголемото признание Гран При со заштитен знак број 1 за белото кочанско злато. Ова беше и одлична можност за размена на подароци и адреси за понатамошна соработка во делот на бизнисот, како и можност за инвестирање во Кочани од турски бизнисмени. Многу сум среќен што сте сите тука и сакам најпрво да упатам голема благодарност за делегацијата од Кочани на чело со председателот на Советот Јордан Димитров, што дојдовте да ме почестите со вашето присуство. Со Димитров имав подолг разговор непосредно пред средбата и морам да кажам дека најдовме сличности во некои области сродни на Турција и мораме да соработуваме и на други полиња освен културата. Морам да споменам дека најбитен фактор во фестивалот на детето е фолклорниот ансамбл Дахот од Дидим, кој што го организира фестивалот, а од мене ја имаат целосната поддршка за негова организација. На нас не многу значи соработката со братскиот народ на Турција, со желба двете наши заедници да ги запознаеме културите и обичаите на двете наши заедници. Ја користам оваа прилика да ви врачам скромен поклон од нашиот крај, од градот на Оризот. Освен кај Макамот, представниците од општина Кочани и фолклорниот ансамбл беа на прием и кај градоначалникот на Дидим Денис Табај, како и кај представници од Министерството за образование и директори на училишта во општина Дидим. Освен општината, преку игра и песни од страна на фолклористите од ансамблот Кочани, беше представен и македонскиот фолклор. Играорците се представија со цвеќе берачки, тресеница, тропнало и водарки и оставија силен впечаток кај турската публика. На гала концертот, што се одржа во големата сала во Дидим, настапија 18 фолклорни друштва од 18 различни држави. Силен впечаток од публиката оставија и фолклористите од Азербејџан, кои имаа интересен настап на сцената. Од тие причини нашите представници од општина Кочани разменија контакти со азербејџанците, за да можат да настапат и да бидат гости во Кочани за време на деновите на кочанскиот ориз. И за крај, освен дружењето, фолклористите од кои повеќето за прв пат имаа можност да се возат на фериброд по Егејското море, како и да посетат значајни знаменитости на Дидим, како местноста Аполон и преубавите плажи и убавини што ги нуди градот. Целосна репортажа од престојот на кочанските фолклористи и представници од општината Кочани ќе имате можност да гледате во попладневната емисија на Канал 8 во сабота во 16:30. Фолклорниот ансамбл Китка и оваа година беше македонскиот представник на фестивалот на детето во Анталија, Турција. Станува збор за официјален светски детски фестивал со учество на земји од сите континенти. Фолклорниот ансамбл Китка и годинава беше македонскиот представник на светскиот фестивал на детето во Турција, кој заврши викендов. 1979 година УНЕСКО ја прогласи за година на детето, а почнувајќи од истата година, турската радиотелевизија ја презеде организацијата на фестивалот на детето. Фестивалот е светски затоа што на него учествуваат ансамбли детски од целиот свет, од сите континенти и годинава настапија 119 детски фолклорни ансамбли од сите континенти, а како македонски представник беа членовите на фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. Фестивалот навистина е предизвикувачки за секој учесник затоа што интересна програма, што сите настапи се пренесува директно на сите сателити на турската телевизија и исто така е во организација на турската радиотелевизија, а е под покровителство на државниот врв на Република Турција. Што се однесува до фестивалскиот дел, македонскиот представник имаше два настапа. Првиот на главниот плоштад во Анталија и вториот гала настапот од минута и пол на официјалната фестивалска вечер. Турската радиотелевизија преку своите сателити во живо ја пренесуваше целата програма, реализирајќи го преносот со највисоки професионални ТВ стандарди и милионска публика низ светот. Настапот беше со воодушевување не само од нашите играоци, туку и од сите они што го гледаат директно на сателитите на турската радиотелевизија. Интересен е фактот што еден ден представници делегации од сите земји патуваат со специјален авион од Анталија за Анкара, каде што
има приеми во резиденциите на премиерот, на председателот, во големото турско собрание, кај генералниот директор на турската телевизија и посета на мавзолеот на Мустафа Кемал Ататурк. 23 април, празникот на националната сувереност и фестивалот на детето, се слави по повод одбележувањето на датумот на формирањето на големото национално собрание на Република Турција. Највисоко признание на еко-училиште и статус на зелено знаме доби основното училиште Малина Попиванова. Официјално му беше доделено на 6-тиот еко-самит што се одржа во Скопје. Основното училиште Малина Попиванова за прв пат се стекна со признанието Зелено знаме, кое го доделува светската организација ОХО, поддржана од швајцарската амбасада. Со добивањето Зелено знаме и оваа образовна институција го доби епитетот еко-училиште. Целта на проектот е заштита на животната средина и нејзина интеграција во воспитно-образовниот процес, подигање на свеста на учениците, наставниците и техничкиот персонал за заштита на животната средина, а се возможува теоретското знаење да се примени во секојдневниот живот. Знамето и официјално му беше доделено на училиштето на 6-тиот еко-самит што се одржа во Скопје од страна на министерот за образование и амбасадорот на Швајцарската конфедерација во Македонија Стефано Лазарото. Во рамките на овој самит беа доделени сертификати и признание на воспитно-образовните институции кои постигнаа високи стандарди во имплементација на еколошките програми за едукација на учениците во рамки на проектот како да се стане еко-училиште за учебната 2013-2014 година. Наградите беа доделени од страна на амбасадорот на Швајцарската конфедерација Стефано Лазарото, а на нашето училиште беше доделено на признанието Зелено знаме, кое што представува невисоко достигнување на програмата, а воедно представува и меѓународен сертификат за успешна имплементација на сите екостандарди во работата на училиштето. Овој проект има една единствена цел, подигање на еколошката свест кај учениците, односно да ги подготви учениците како идни светски граѓани, да имаат знаење и разбирање за глобалните проблеми, односно да ја согледат потребата да действуваат локално, а да размислуваат глобално. Со оглед на тоа што ова е највисока награда од проектот, јасно покажува дека училиштето во изминатиот период посветено работеше во делот на еколошката едукација, од типот на спроведување кампањи, акции и проекти во кои учествуваа сите наставници, родители, ученици и представници од работни организации, како и поддршка од медиумите. Програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем се спроведува задолжително во сите основни и средни училишта и градинки и во сите приватни училишта и ученички домови. Ова е второ училиште од Кочани кое добива статус на Зелено знаме. До сега највисокото признание го има добиено единствено основното училиште Раде Кратовче, чиј носител е од 2007 година. Културно-забавна програма за децата од градинката Павлина Велјанова се одржа викендов на летната сцена кај Центарот за култура во Кочани. Таа беше дел од реализацијата на програмата Почитување на различностите и мултикултурата во Македонија. Весела, песна, игра и детски џагор во саботата ја исполнија летната сцена кај Центарот за култура со програмата што се организираше за дечињата од градинката Павлина Велјанова. Во рамки на проектот Почитување на различностите и мултикултурата во Македонија, во Кочанската градинка на забавен и лесно пристапен начин, децата учеа за различните култури, јазици и традиции. Реализацијата на проектот се одвиваше во неколку фази, а беше помогнат од Министерството за труд и социјална политика, УНИЦЕФ, владата на Обединетото кралство и општина Кочани. Целта на овој проект е самите деца да усвојат позитивни ставови за различностите, за децата кои што се различни од нив. А денеска на овој настан истата порака да ја упатат и до своите родители, семејствата и пошироката јавност. Самата програма се состоеше од неколку дела за обука на воспитувачите и настани во градинката, каде деца со различни култури и различно јазично подрачје подготвуваа програма за почитување на различностите. Третиот дел беше завршната приредба, каде се вклучи самата општина, а имаше мултикултурни игри, драмска представа и цртање. Вклучени се сите делови од, да речиме, работата, односно од активностите што децата ги обавуваат во градинката. Самата представа се вика Дружината Мела. Игрите
се така направени да можат сите дечиња да учествуваат, независно дали имаат некаков потешкоти во развојот, дали имаат потешкоти во разбирањето или се од различна култура, а цртежот е направен така да се представи сушност таа заедница на различни народи или заедница на различни култури. Со одржувањето на завршната представа за децата од сите клонови на градинката Павлина Велјанова, целосно се реализираше проектот, кој освен Кочани, опфати уште 9 други градови во Македонија. Китго и Тера Маркети отвори нови 3 дисконти во Кочани. Освен првиот кај автобуската станица производи по ниски цени, граѓаните на Кочани може да најдат и во Китго маркетите кај плоштадот, на улицата Роза Петрова и кај зградите на Атом. Во саботата Тера Маркет отвори уште 3 нови дисконти во Кочани и со постоечкиот има 4 Китго маркети во оваа општина. Новите 3 маркети се отворени на 3 различни локации во градот. Едниот кај пазарот во Кочани, другиот на улицата Роза Петрова и третиот кај зградите на Атом. Со отворање на новите 3 дисконти се вработија и нови 12 лица, така што бројката на вработени во сите 4 дисконти во Кочани достигна 18. Инаку во Китго дисконтите во цела Македонија се вработени вкупно 330 лица. Скоро во секој дел од Источна Македонија се ги има нашите маркети, така да почнувајќи од Гевгелија, преку Кочани, Берово, Делчо, значи едноставно целиот источен дел од Македонија е покриен со Китго и Тера дисконти. Китго маркети, Тера дисконти. Наша цел е едноставно да на луѓето од овој дел на Македонија, поготово во Кочани, да ја возложиме ниски цени, добри акции, така да едноставно да изразиме во пресвет во овие тешки времиња да пазаруваат поевтини производи. Значи имат добар асортиман, добар избор, тоа им го нудиме, квалитетна услуга. Инаку, новите Китго маркети се отворени на површина од околу 120 метри квадратни, а прво отворениот кај автобуската станица е со површина од 160 метри квадратни, со над 1600 производи кои се барани на пазарот, а во овие дисконти може да се најдат, како што вели менаџерот, по доста ниски цени. На отворањето маркетите беа доста посетени од страна на кочанци, што јасно говори за големата заинтересираност и потреба од отворање на маркетот на различни локации во градот. Свечено отворен новиот салон лоциран во центарот на Кочани. Со својата понуда и пристап се очекува да донесе значителен квалитет во модното живење на градот. Кочани доби моден салон што носи сосема нов и свеж здив во модното живење. Сместен е на улицата Доктор Николич во центарот на градот. На викенд официјалното отворање беа повикани повеќе гости, пријатели, лица од јавниот живот и клиенти кои имаа можност да се запознаат со локацијата, декорот и понудата на новиот салон. Салонот засега е дом на модниот бренд Мишел Пикок, поделен е на неколку сегменти. Главниот излог на почетокот кој постојано ќе се менува со различни креации и ќе значи воведување во ателјето, потоа просторот кој е продажен дел и работилницата каде клиентите може да добијат професионален третман за изработка креации по желба, целосно осмислување на стајлингот со чанти, очила, накити и друг аксесоар. Отворањето на модниот салон доаѓа во вистински момент пред матурските вечери. Истиот се издвојува како поинаков од останатите затоа што покрај уникатноста и препознатливоста на понудата, дел од моделите ќе се разработуваат според желбите на клиентите, со тоа дополнително ќе се потенцира уникатноста и индивидуалноста на секој што ќе ги носи овие модели. Во новиот моден салон доминира идејата да се создаде топла атмосфера, а еден од главните елементи кои го прави посебен е нотата на дискретен луксус. Елегантен и безпрекорен може да се опише ентериерот на модниот и кројачки салон, а конечниот изглед е докомплетиран со впечатливи парчиња мебел и осветлување. Дизајнот на просторот се заснова на внимателна амалгамација на класичниот стил со модерниот архитектонски сензибилитет. Следува спортската информација. Релативно сиромашен спортски викенд. Одиграни редовните кола во фудбалските и кошаркарските лиги.
Во саботата се одигра 15-тото коло во женската фудбалска лига. Резултати: Конзули Тиверија и Статов 4:0, победа Куманово Кочани 0:5, Драгон 2014 Ас Юнайтед 6:0, Младост Оризари Речица 0:3 и Борец Топгол 6:0. Води Драгон 2014 со 45 бодови пред Кочани со 39, Конзули се трети со 34, следуваат Тиверија и Статов, Ас Юнайтед и Борец. Младост Идинаса се спушти на 7-та позиција со 18 бода. Речица е 8, Топгол 9 и победа Куманово последна без бодови. 18-то коло во третата фудбалска лига Исток. Резултати: Каменица Саса Тиверија 3:0, Напредок Здравје Радово Овчеполе 1:0, 14 октомври Баби 0:7, Пеласица Брегалница Делчево 2:0, Слога 1934 славеше во Виница над Работник Џумајлија со 3:1, Плачковица го совлада Осогово со 4:1. 19-то коло во втората македонска кошаркарска лига, Баскетино претрпе уште еден пораз, овој пат од Бест со резултат 58:90. Останати резултати: Тетекс ТТКТ Баскет 65:74, Црандрим Вардара Паве 74:68, Шкупи Михајловски 112:80 и Борец Баскет Радовиш 94:78. Води Теп Баскет, следуваат Борец Бест Радовиш, Тетекс ТТК. Во втората половина од табелата се Вардара Паве, Шкупи, Црандрим, Пелистар и Михајловски, последен е Баскетино. Вестите завршија, ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на веб страницата kanal8.mk. Довидување.